Почитувани, добар ден. Време е да започнеме и оваа црвена линија. Претеничка култура или политички циркус? Каде е црвената линија во собранието? Политичкиот говор на вредите, нетолеранцијата и нарушеното достоинство во македонскиот парламент не запираат веќе со децении. Се почесто гледаме од собраниската говорница навреди, ниско ниво на комуникација и однесување кое нарушува довербата во пратениците. Дали ова само политички театар или сериозен демократски дебакл? Дали пратениците ја преминуваат црвената линија на достоинство, култура и одговорност за да соберат политички поени, или тоа е нивното вистинско лице? Каде е границата меѓу политички став и непристојност? Тоа е оно што денес, почитувани, ќе говориме со вас. Верувам дека како и во секое едно издание на Црвена линија, активно ќе земете учество и во ова издание. Ги поканувам и оние кои што можеби досега само не следат, но ќе дадете шанса и секако ќе бидете дел од оваа денешна дискусија. До нас се стига со вртење на телефонскиот број 02 307 0005. И кога веќе зборуваме за културата и достоинството и начинот на изразување пред собраниската говорница, секако да подсетиме дека нашата етика секако е повеќе од јасна. Црвената линија секогаш веднаш се вклучува доколку оние кои што во своето време од 90 секунди во излагањето користат навредливи зборови, говор на омраза, говор кој што алудира на насилство, секако пцости и вулгарности. А денес секако ќе ве потсетам, ако не сте меѓу оние кои што не следат на Инстаграм, да го сторите тоа веднаш, од проста причина што ќе можете да земете активно учество во денешната анкета на Црвена линија. Прашањето кое што е објавено на Инстаграм стори е следно: дали пратениците треба да одговараат за говорот што го користат? Како што гледате, имате две опции за одговор: да, не, кликнете на полето кое го содржи вашиот одговор. Црвена линија редовно и секојдневно ги сумира и пресметува резултатите во проценти, а ги објавуваме секогаш таму никаде кон крајот на секое едно издание. Па така ќе биде и денес. Но особено ќе ни биде драго да се вклучите во живо, како и во секое едно наредно издание на Црвена линија, и токму од вас да ги слушнеме одговорите на нашите прашања. А имаме повеќе. Дали еве сметате дека пратениците преминуваат црвената линија на достоинство, култура и одговорност за да соберат политички поени, или тоа е нивното вистинско лице? Каде е според вас и границата меѓу политички став и непристојност? Верувам дека секој еден од вас има одговор на нашите прашања, а доколку и ви е полесно или едноставно не можете да не добиете во живо, секако има простор каде можете да бидете активни, односно да ги давате вашите одговори. Тоа значи дека треба да не заследите и на социјалните медиуми, како што е Facebook, и што поскоро да кликнете и да го пронајдете профилот на Црвена линија, но секако и профилот на Телма телевизија, каде што паралелно и на двата зида се објавуваат темите за кои што говориме со вас. Пред да преминеме со вклучување на гледачи во живо, секако да напоменам како изгледаме на Црвена линија на профилот на Facebook. Прашуваме дали пратениците треба да одговараат за говорот што го користат. Веќе пристигаат коментари, бидете активни и овде, секако некаде по вклучувањето на неколкумина од вас ќе почнеме и со читање на коментарите. И секако кога веќе зборуваме за пристојност и култура во изразувањето и во излагањето на ставовите пред собраниската говорница, секако очекувам дека и во коментарите ќе се држиме до нивото и културата, ќе бидеме пример за останатите, се со цел се разбира да можеме и да ги прочитаме сите коментари. Бидејќи доколку има невкусни зборови, навредливи, секако тоа нема да биде возможно. Па да почнеме со оваа денешна дискусија. Добар ден! Добар ден! Убав ден, во Црвена линија сте, повелете, ве слушаме. Благодарам. Вака. Дали за политичкиот став меѓу пратениците во парламентот
начинот на изразување, дали секогаш политичкиот став е политички став или навредливи зборови? Да, ја Непристойност. не се сложувам со нивното излагање, ради тоа што има некаде пречки, наједноставно ќе поедноставам вака. Значи, кога некој излегува и више има информации за недоследности, за неисправности, за некоја лоша работа, која што се случила, додека власта како власт гледа тоа да го прикрие. Значи, овдека настануваат тие тензии. И сега, моментот на вистината е кога едните мислат дека се во право и го кажуваат тоа во реалноста, другиве упорно лажат и се прават, значи, будали. Тука, значи, они викат ни се може и готово. Значи, тоа е едно домашно културно невоспитување. Значи, да биле воспитани од нивните, дали мајка, татко, баба, дедо, или во установите школо. Значи, тука ќе имаат они парламентарно разбирање меѓу нив. И едноставно косо однос за да се почитуваат. Тие немаат и затоа не се почитуваат и затоа некој не може што с трето оделение со купена диплома, значи станал таму и све и свашта лупа тропа. Значи тоа не е ни веродостојно ни со почитување. И ја мислам дека треба да одговараат. Искрено. Благодарам многу со вас и ја започнуваме оваа денешна црвена линија. Секако продолжете и понатаму да го гледате ова издание, бидејќи веќе по вас верувам веднаш ќе имаме ново вклучување, тоа значи и одговори на денешните прашања. За оние кои што подоцна се вклучивте, секако да подсетиме зашто зборуваме денес со вас. Пратеничка култура или политички циркус? Каде е црвената линија во собранието? Политичкиот говор, навредите, нетолеранцијата и нарушеното достоинство во македонскиот парламент не запираат веќе со децени. Поутука и ве прашуваме дали ова според вас е само политички театар или сериозен демократски проблем и дали според вас еве пратениците преминуваат црвената линија на достоинство. Култура секако и одговорност за да соберат политички поени или тоа е нивното вистинско лице? Па каде е границата меѓу политички став и непристојности и дали пратениците треба да одговараат за говорот што го користат? Добар ден. Поштовање, госпожа Тина. Голема почит и до вас. Повелете, ве слушаме. Вика, каде е границата? Која е граница? Па ти парламентарците, тоа е одраз на неспособноста во овие 35 години да се здружат, да ги решат проблемите во Македонија. Затоа ние до вакво дереđe дојдовме во сите сегменти. Не само кандидирај се, викај ура за ВМРО, за СДС, за ДУИ и ајде пикни го во парламентот таму. Немаат никаква граница. Непристојно. Што викаш, дали ќе има одговорност? Па нели ти имаат имунитет? Ништо не му можат. Никој ни закон му може ништо. Затоа пак ќе речам, све тоа се одразува на македонското општество. Тоа не писмени под наводници. Може писмени имаат дипломи, немаат култура. Да беа по парламентарни во прав збор, ти има решение во сите сегменти, немаше да се дозволи и војната да се направи 2001. Немаше да се дозволи циркуси како Груевски со Џафери што не се степа, немаше да дозволат тие 8 души од ВМРО предавници на македонскиот народ и други. Тие само избери, ајде да зимаат и тендери, плати све. Затоа до ова дереđe не е Македонија. И во наредни 50 години ќе имаме ние вакви парламентарци. Ќе си се карат, тие ќе си седат во кафана, тендерите си ќе си ги делат, а македонскиот народ само ќе се избориме и ќе си тони, ќе си тони, ќе си тони. Благодарам многу за одговорите. Секако ќе подсетам, особено ќе напоменам за оние кои што можеби за прв пат ќе се вклучите во црвена линија, а верувам ќе имаме денес и такви гледачи. Внимавајте и на времето, бидејќи за едно вклучување, едно јавување предвидени се 90 секунди. Тајмерот, односно времето кое што одминува во текот на вашето излагање, го објавуваме на екраните, се со цел да ви биде полесно, се разбира, да координирате како одминуваат секундите. Но и ве охрабрувам, секогаш сте добре дојдени и повторно да го завртите нашиот број.
Па ајде да слушнеме понатаму. Еве, дали сметате дека и пратениците треба да одговараат за говорот кој што го користат? Дали според вас говорите кои што ги слушаме пред собраниската говорница ви наликуваат повеќе на политички ставови или едноставно на непристојност? Добар ден. Добар ден. Повелете, ве слушам. Тинче, голем поздрав. Поздрав и до вас. Викенд. Вака да ти кажем, Тинче, за границата помеѓу политичкиот став и непристојност. Да имаше непристојност и све што гледаме на телевизија, нели, немаше Македонија да дојде до овај степен. Тоа све што смо виделе за овие години, да не речем, тој беше прав циркус. Сите гледат само кој повеќе пари да земе, кој повеќе да се намести, дали има диплома, дали не, дали Господ стварно дипломи, али памет, да ти кажем, многу малце, пошто се види по нивното излагање, само си гледат за нив, да си покачат плати, да си се наместат нивни, например, нивна фамилија, жени, деца, некако стварно ептен несена идеја некој паметни, како да речем домаќини, да стварно овај Македонија да појде напред, да видишемо нешто убаво, да некој нешто да кажеше, но само си гледаше за нив, поготово Тинче, качија они платите, например, на нив толку, сите се сложија, ние оттак навамо видомо дека Македонија ќе биде како да кажем, многу сиромашна и еве се види на дело. И не е убаво, мислим, ако више сте на тој работно место, па стрпете се бар додек се тамо народот да ве гледа и да ве помти додек смо живи, а не за лоши работи. Тинче, имате сите во телма убав ден, се наубаво и прекрасна тема е, стварно пратениците треба малце да се освестат. Благодарам многу за вашето учество во Црвена линија. Секако и ние од нашата редакција и од нашата телевизиска куќа ви посакуваме убав ден. Но останете и понатаму, слушајте и гледајте ја Црвена линија. А ние понатаму продолжуваме со вас. Секако, еве, бидејќи се уште некаде горе-долу сме на почетокот на ова издание, да потсетам да бидете активни секако и на Инстаграм. Зошто го велам тоа? Бидејќи во текот на целиот овој ден на Инстаграм стори, на профилот на Црвена линија, но и на профилот на Телма телевизија објавена нашата денешна тема. Дали пратениците треба анкета, дали пратениците треба да одговараат за говорот што го користат? Да не кликајте на вашиот одговор и сега го ќе ги соопштиме резултатите таму некаде конкретно ова издание. Сега продолжуваме во живо. Добар ден. Добар ден. Ве слушаме во Црвена линија, сте повелете. Сето фатено во еден збор би можело да биде: дај му власт, ние му дадовме власт, па чуј му власт толку. Творијат, благодарам многу. Како рече гледачката, дај му власт, па слушни му глас. Добро, и тоа е одговор, иако е во време трајање во неколку секунди, но секако гледачката поентираше. Можете понекогаш да бидете навистина вака кратки, но јасни, но навистина и ќе ни биде задоволство еве да слушнеме од вас што навистина според вас и гледаме во парламентот. Каде е границата помеѓу политичкиот став и непристојноста? Дали пратениците според вас ја преминуваат црвената линија? Добар ден. Добар ден, Тине. Поздрав до вас, ве слушаме во Црвена линија сте. Повелете, ве слушаме. Вака за пратениците ја ќе кажам, Тине. На Македонија не, на Македонија не и требат 120 пратеници, 80. И овие пратеници го слушат и ова народот ќе го кажува. Арогантен однос имат. Муабет те ти прави, за гласен ќе дојде, после нигде го нема. И ја гледаш како се карат, како непристојно се поднесуваат у парламентот. Може ли оној Милошевски и оној Владко Ѓорѓе 30 години пратеници бе? Беа на суд тамо од татко му и он у Кичево. Се искрадија пат пратеници и подпредседател го турили на собранијат Милошевски и ние Владко Ѓорѓе. Еден век пратеници и друзи од СДС има така. Никој нема, арогантен однос имат. Го слушате ово, сет народ ги напаѓа. Плати се и нека че Арно речи предход мене, 80% си и покачи плати. Немој ни ѓајде за Македонија. Каква Македонија бе? Се запустија, земјоделие сете и СДС и ВМРО. Никако понашање се нема.
Не ни срам, бе, за никаде не Македонија. Сите не поминаа. Само пари и ништо друго. Народот се трпи, не ги слеп, нема да јадат луѓето. Благодарам многу и вам за учеството во Црвена линија. Ние и понатаму, како што гледате и објавено е зашто зборуваме денес со вас. Каде е границата помеѓу политички став и непристојност? Што навистина гледаме во парламентот? Дали всушност начинот и нивото на комуникацијата и однесувањето кое што со децени наназад неретко го гледаме во собранието, всушност ја нарушува довербата во пратениците. Дали пратениците треба да одговараат за говорот кој го користат? Добар ден. Добар ден. Ве слушаме, повелете. Благодарам. Па, ако некаде се бират квалитетни луѓе за политиката, тоа е во Русија и во Кина. Кај нас се е копија од Западот, а секаде кај што владее капитализмот, таму е расипаноста на политичарите. Така да, овие наши прозападни влади, што се веќе 30-40 години во Македонија, сите до сега Западот за Западо, Англијата Англија, Америката Америка, најголеми стратешки пријатели, а тоа се најдволичните, најрасипаните владетели во светот, пошто тие живеа до сега од угнетување, од поробување на други држави, од колонизација, и така живеа, така се збогатуваа, така владеја со туѓа мака. Така и овде кај нас најпростите, најрасипаните се предлагаат за политичари, да стануваат пратеници, да стануваат собраниски, владини службеници, и затоа е ова не се води ред кога се зборува, што се зборува, колку се напаѓа, дали се напаѓа, дали не е баш ги брига. А тоа е се за тоа што не одговараат за секој лошо дело што тие ја оплачкаа Македонија, па не одговара, не па за зборување лошо да одговараат. И додека не се воведе. Благодарам многу за јавувањето. Подсетувам, секако имајте на ум дека црвената линија, односно не црвената линија, туку ете тајмерот и линијата телефонска се исклучуваат во моментот кога ќе одминат оние предвидени 90 секунди. Па Црвена линија и понатаму ве прашува дали пред собраниската говорница повеќе слушате политички ставови и аргументи или повеќе навреди и непристоен говор. Добар ден. Ало, добар ден. Повелете, ве слушаме. Тина, ти си? Да, јас сум и Црвена линија, повелете. Сега вак. Во ред. Границата меѓу политички став и непристојност нема никаква граница. Непристојни се овие, рече ги, пратениците, затоа што мислат со еден ум, не мисли секој со свој ум. И кога гласат не по своја сознание, него по партиска директива. Вчера Бојан Стојановски беше насочен да постави прашање до премиерот, а премиерот да одговори со лага. Затоа што излага дека на пензионерите Кацарска подпишала дека покачувањето нема да важи. Не е вистина. Кацарска е само известител судија, а Уставниот суд уште нема дискутирано и нема донесено никаква одлука. Ајде, дали сметате дека треба пратениците да одговараат во однос на тоа каков говор треба користат? Да одговарат, да, треба да одговарат, бидејќи не мислат со своите глави. Него и умовите нивни се од партијата. Зато треба да одговарат. А ова беше вчера само дезинформација да се створва некоја збрка помеѓу. Благодарам многу за учеството и сега ќе ве замолам да не правиме отстапки од темата за да не ги насочуваме останатите гледачи кои што можеби малку подосна се вклучуваат во Црвена линија да добијат печаток дека зборуваме нешто
сосема поинакво од она што денес зборуваме со вас. А ние денеска зборуваме за тоа дали во собранието повеќе слушаме аргументи, политички ставови или повеќе говор на омраза, навредливи зборови и се разбира, еве според вас, дали пратениците и треба да одговараат за говорот кој што го користат. Добар ден. Добар ден, Тина. Поздрав до вас, во црвена линија сте, повелете. Поздрав до вас и до целата екипа. Големо благодарам, повелете. За овај народ, значи пратениците, што повеќе кажуваат навредливи зборови, тоа овај народ повеќе се пали. Сега, ќе се надоврзам на претходниот говорник нешто. Значи, како може да го лажат овај народ? Дека една судивка известител, Кацарска, може да укине покачување на пензиите. Па тие таму другите што гласаат 9 луѓе? Тоа е совет со мнозинство гласање. Значи, како не им е страм да зборат такво нешто во собрание, да лажат. Тие имаат имунитет. Мислам дека 10% од пратениците заслужуваат да седат во тие клупи. Другите пратеници воопшто не заслужуваат да седат таму. Значи, али овој македонски народ уште многу ќе трпи, затоа што ќе поверува многу од овој народ дека една Кацарска со не знам толку колку години е старост, 60 и кусур до 70, може да прави што сака во државата. А овој народ како може тоа да го поверува, не ми е јасно. Дали имаат овие IQ интелигенција под 50? Стварно не знам што да кажам. Значи, овај народ не заслужува ништо. Со оглед на времето, поздрав и пријатно. Благодарам за вашето време и одговорите во црвена линија. Секако продолжете понатаму да не гледате и да ги слушнете и останатите одговори на нашите гледачи. Како што и ветив на почетокот, секако паралелно со вклучувањата во живо, ги читаме и коментарите кои што воедно се одговори на денешното прашање. На Facebook заследете не уште еднаш, ве потсетувам профилот на Црвена линија, но и профилот на Телма телевизија. А еве какви одговори пристигнаа на наша адреса на прашањето дали претениците треба да одговараат за говорот кој што го користат. Петар Дамјанов напиша: прво треба да одговара премиерот за неговиот вокабулар. Некрофили, глодари. А дали пратениците треба да одговараат за говорот што го користат, да слушнеме и од вас во живо. Дали во собранието слушате повеќе аргументи, дебатирање, изразување политички ставови или можеби непристојност и вулгарни и навредливи зборови. Добар ден. Добар ден, ако сум на линија. Сега на црвена, повелете. Благодарам. Ајде да го кажам своето размислување. Прво, ние не гледаме парламентарци, не гледаме пратеници, ние гледаме циркузанти во парламентот кои што зборуваат се што сакаат, на каков сакаат начин. Прво треба они да зборуваат, значи сите чисто македонски, затоа што тоа е парламент каде што значи треба да се почитува македонскиот литературен јазик. Сега, многу често испаѓаат од темата, од оно што е во дискусијата. Затоа е крив председателот на собранието, и секретарот кој е поред него. Они треба да имаат копче испред себе, што да не се наливи. Стисни го копчето, прекини му говорот и да нема право да продолжи. Ако не примети председател на собранието, тоа да го направи секретарот кој е до него. И тоа ќе видите како они ќе се понесуваат онака како што треба и ќе дискутираат така како што треба. Не да искочи као Апасиев под дурата, печат и ќе удира на хартиите и не знам што. Доликува ли на еден пратеник да го прави тоа? Доликува ли некој да го некого влече закоса во собранието? Доликува ли некого да го еден заглава, другиот за нозе, да го исфрла надвор од сцена? Тоа е циркузантска работа. Тоа само клоуновите може да го прават. Нашите парламентарци ништо повеќе не се од клоунови. Благодарам за одговорите, за учеството. Продолжуваме со вас и понатаму. Инаку,
во однос на начинот, нивото, културата во собранието и излагањето на пратениците, неретко сме сведоци навистина на непристоен говор. Па од тука еве ве прашуваме каде е границата меѓу политички став и непристојност и што еве навистина ние гледаме во парламентот. Одговорите ги очекуваме од вас. Добар ден. Добар ден, дали се слушаме? Добро, во меѓувреме додека очекуваме јавување, секако оваа проблематика се провлекува низ децени. Не е ништо ново, па кога станува збор еве и за собранието, во собранието е факт дека разговорот е најважен. Нападот врз личноста на други пратеници најчесто се користи, велат кога немате подобар аргумент. Собранието е место на дискусија, каде пратениците треба да дискутираат со аргументи за да носат закони кои се разумни. Но ако наместо користењето аргументи за докажување на поентата на пратениците, зошто се за или против еден закон и зошто туѓите аргументи не се добри, најчесто оно што можеме да забележиме е дека се употребува напад на личноста кој ги изнесува тие аргументи и тогаш е повеќе од јасно дека пратеникот кој што директно напаѓа директно личноста, всушност се добива впечаток дека нема одговор на она што се поставува како прашање и дебата во собранието. Па слушаме ли во собранието политички ставови или всушност слушаме повеќе непристојност? Добар ден. Добар ден. Еве, како граѓанин, што најчесто слушате и гледате во парламентот кога зборуваме за... Што навистина гледаме во парламент? Ама баш ништо. Пред малку некој слушател се јави и вика многу со 80 пратеници на 120. Не 80, 50 са многу. Мицковски кога дојде за да биде премиер, покачиваше 2 министерски места, 20 кусур министерски места. И од ВМРО и од СДС ние се преко глава више. Мора да тражиме трета опција. А сега дискутират за пензиите, биле многу линеарно, не можело да се покачат, процентуално. Пред 2 години качија си ги 78 пензиите, судот така одлучил. Па тие у буџетот што работат, суди, министри, полицајци, се, они стартуваат со големи пензии. Стартуе јак. Кога отидеме у дуќанот, цените се исти. Нека си остане таа разлика, ако треба по 500 денара, 500 да покачуват. Ве молам, кажете ми дали смитате дека пратениците треба да одговараат за говорот кој што го користат во собранието? Зборуваме колку... треба да разговарат? Зборуваме за... Ние одговара исто, јас сум пензионер, да не се качат пензиите. Мислат кој знае колку, ја немам 300 евра пензија уште, за семки и за леп пари. Добро, Ворид, благодарам многу. Знаете, еве, за они особено кои што редовно не следите, Црвена линија и како ги обработува секојдневно темите кои што не засегаат сите нас. Но денеска еве изборуваме за нешто за кое што навистина сме со децени сведоци. Ретко, наместо да слушаме политички ставови, се случува пред собраниската говорница да слушаме навреди упатени меѓу пратениците. Кога зборуваме за нивото, за културата, за пристојноста, дали имате впечаток дека слушате политички ставови повеќе или пак забележувате непристојност во обраќањето меѓу пратениците? Што навистина гледаме во парламентот? Добар ден. Добар ден. Ве слушаме, во Црвена линија сте. Ало? Ве слушаме, во Црвена линија сте, повелете. Добар ден. Добар ден. Слушај, прв пат се јавувам. Драго ми е. Така. Сега може само нешто да кажам, еден проблем има, а после ќе продолжиме за темата. Ве слушаме. Ало? Ве слушаме. Така. Како може да се објави, овие уработници шигаат децата кошарки, имам едно дете таму, 4 месеца плата не им дадоа. Добро, во ред. Благодарам што го споделивте ова.
Да. Да, а во однос на темата за која што зборуваме, еве што гледате вие како граѓанин во парламентот кога зборуваме за непристојност? Се исклучи гледачката, добро, драго ми е секако што се вклучивте за прв пат во црвена линија и секако еве со јавноста споделивте проблем со кој што се соочувате, верувам лично. Верувам дека секој еден од вас ќе даде и одговор на денешните прашања. Конкретни сме, ги има објавени се на екранот, а тоа е каде е границата меѓу политички став и непристојност. И што навистина гледаме во парламентот. Добар ден. Дали се слушаме? Добар ден. Секако даваме простор веднаш на оние кои што чекаат на линија. Добар ден. Ало, добар ден. Повелете, ве слушаме. Па видете, парламентарците се такви какви што ги си народот. Они го проценија народот дека има IQ 80,9%, тоа е ниска граница на интелигенција и така се понашаат. Зошто го кажувам ова? Ако сака народот да ги казнува, треба да ги казни на избори. Меѓутоа народот им дава доверба. И сега што се случи вчера? Вчера рече Мицковски био од дека лета. Дали ме разбирате? Онака, фигуративно го кажувам тоа. Денеска, пазете, денеска, 99% од тој народ ја прифати тезата и вика да, био од лета, Кацарска е крива. Без да размисли, чекај бе, па Кацарска ако сакаше да го минира Мицковски, ќе му ја понишеш одлуката за 5000 денара линеарно покачување на пензиите. Меѓутоа, гледате, народот колку размислува плитко. Мицковски да не го навредуваме народот, ве молам. Зборуваме темата. Тоа е вистината, зашто да ти кажам. Ајде да проговориме за нивото, културата. А проблемот е, пазите, проблемот е што пратениците тоа го злоупотребуваат, довербата на народот ја злоупотребуваат, па го манипулираат народот и го лажат. Тоа ми е мене највише. Земете го Бојан и компанија. Зошто не ја стават на дневен ред иницијативата за намалување на платите? А вчера Мицка се збори против Кацарска. Па таа Кацарска му даде да има 3000 евра плата, не му дадов ја. Тогаш беше добра Кацарска. Благодарам многу. Но ве молам, не се оддалечувајте од темата. Денеска сме, верувам, сосема јасни и конкретни. Она што зборуваме е за пристојноста или непристојноста која ја слушаме и гледаме во собранието. Па од тука и ве прашуваме каде е границата помеѓу политички став и непристојност. Што е она што гледате и слушате во парламентот? Дали сметате дека и пратениците кои што користат недолични зборови, навреди, што и да е од таков ранг, треба и да одговараат за говорот кој што го користат? Добар ден. Добар ден. Повелете, ве слушаме во црвена линија сте. Ало, добар ден. Добар ден, повелете. Границата меѓу политички став и непристојност. Па 2:1. Непристојноста е 2:1. Има пратеници ретко што се пристојни и имаат политички став, а повеќето се непристојни. Едно. А каде се министрите? Дали знаете некој министерот на пратенички прашање како му одговори на пратеникот од СДС? Шарлатан. Што е шарлатан? Објасни, барем нека објасни што значи шарлатан. Срамно. Или па министерката за финансии како ја одговори на претходната министерка за народна одбрана, немаш деца, зато не знаеш. Така? Одговори такви од пратеници, од министри. Од премиерот и министрите не се пристојни. А пратениците па днес не ги ниси виделе. Година и пол има пратеник. Пратеници има што никогаш не кажале ни збор. И сега какви да ги представиме тие? Непристојни. Имаат политички став или немаат? Тие не зборуваат. Двајца или тројца? Од ВМРО двајца, тројца од СДС, еден од Левица. Колку се на говорницата? Нема други. Како да ги представиме? Непристојни или политички став имаат? Тие не излегуваат. Тие само платата си. Благодарам и вам за споделеното и секако за активното учество во ова издание на Црвена линија.
се префрламе на Facebook, активни сте, драго ни е што е тоа така, па од тие причини продолжуваме со читање на вашите коментари, подобро да речам одговори на прашањето дали пратениците треба да одговараат за говорот кој што го користат. Еве што напиша Томче Тозо Пушка. Според мене треба да бидат санкционирани кога се однесуваат недолично. Треба да имаат основна плата, а за да добијат бонус на истата, исклучиво ако се однесуваат онака како што доликува. И не само во собранието, него и во општинските совети. Поздрав! Поздрав и благодарност до Томче Тозо, кој што зема активно учество со пишување, коментари, пишувајте и таму гледате дека секако ќе ги споделуваме и овие одговори од социјалните медиуми. Добар ден! Добар ден, дали се слушаме? Добар ден. Повелете, во црвена линија сте. Поздрав до вас и емисијата. Благодарам, поздрав и до вас, секако. Како прво, однесувањето, ако го погледнеме, на пратениците, мислам дека седат на седница колку да им помине времето. Дефинитивно сите со телефоните во раце, кој дреме во собрание, така да не доликува. Ние гледаме од некои снимки, можда тие не го гледаат тоа, ама ние граѓаните го гледаме, така да тоа однесување не доликува као пратеници. Друго, пример, да речеме, некој се води како партија, да речеме дека представува народ, позади него што застана, да земеме една работа, не доликува некој печати да става со кондура на маса и ретровиработи, да крши тие монитори, не знам што, да насилнички да прикажува сила во собранието. Таквите треба да во истиот момент да се дисквалификуваат од народот и од собранието. Не доликува такви односи, мислам, тие че ме представуваат власта, треба да имаат однос и народот да има доверба во нив. Благодарам многу за учеството и еве уште и овој одговор. Даниел Аврамов напиша: собранието стана символ на некултурата и непристојноста, наместо достоинствен законодавен дом. Да, пратениците треба да одговараат за ваквото однесување, со што ќе има можност да бидат отповикани. А ние ќе ги погледнеме рекламите, секако останете и понатаму со нас, бидејќи веднаш по нив следуваат и резултатите од денешната анкета. Па почитувани, ајде да ги погледнеме и резултатите од денешната анкета на Црвена линија. Заследете на Инстаграм, учествувате во новата од понеделник, а еве оние кои што не следат таму како одговорија на денешното прашање. Дали пратениците треба да одговараат за говорот што го користат? Со да одговорија 83%, со не 17%. Останува да ви се заблагодарам за ова денешно издание на Црвена линија. Секако од понеделник нов предизвик, нова тема за која што ќе дискутираме со вас. Ќе ве потсетам да се информирате и на tilma.com.mk, но и да не го менувате каналот, бидејќи она што следува е информативниот магазин Nexus. Се гледаме.